Мајка со две бебиња талка низ Скопје и бара помош и згрижување. Слаѓања Влајковиќ со двете деца на возраст од 11 месеци и 2,5 години останала на улица откако невенчаниот сопруг ја оставил, а неговото семејство ја избркало. Не ја сакат ниту нејзините родители, ниту пак роднините. Како да е сама на светот, 24 годишната Слаѓана Влајковиќ со две мали деца талка по улиците. Непожелна во семејството, неприфатена од институциите. Мајката со двата сина викендов единствено на отворена врата најде во првата детска амбасада Мигаши. Невенчаниот сопруг ги го свртел грбот, таткој не ја примал назад. Тоа е образложението дека не ги сака, остави децата во домика дури си сама. Значи јас децата нема по ни цена не ги оставам. Јас многу было прашање му поставив на татко ми. Дали ти нас викам во дома далеко кога бевме ние мали? Или тука викам не чуваше. Гневот од нечовечноста и стравот од иднината ја натера оваа млада жена да си ја отвори душата пред цела Македонија. Ниту една институција не се огласила на повиците од Мигаши дека мајка со деца од 11 месеци и 2,5 години нема каде да преноќи. Верувајте, сите форми можни да обезбедиме на мајката со двете многу мали деца да биде привремено згрижени останаа без успех. И низиното следишто го користиме како апел. Системот, социјалниот систем да биде помобилен, пофункционален, декларативно да не се залага дека е Македонија социјална држава, туку напротив да докаже навистина во вакви случаи да делува интервентно брзо. Слаѓана со невенчаниот сопруг живеела 3,5 години во населбата Железара. Пред неколку месеци ја напуштил и заминал, а неговата мајка ги избркала и снаата и внуците. На разбирање не наишла ни кај својот татко, ни кај мајкијата. Добила помош и сместување кај роднини, но тоа било само привремено. Затаиле институциите. Кога некому му е непотребна помош, тогаш системот не функционира. Треба да размислат дека нивната работа не е само административна работа. Тие кројат судбината на луѓето во оваа држава. Тие кажуваат каде некој дете треба да биде згрижено, каде некој родител треба да биде згрижен и како треба да се остваруваат видувањата. Тоа е кроење на судбината, тоа е одговорност и тоа е моќ. Слаѓана од Центарот за социјални грижи побарала парична помош. Добила одговор дека не и следува, бидејќи имала долг кон државата, а долгот бил за телефонски сметки кон 3 мобилни оператори. Ако надежта последна умира, тогаш на Слаѓана и остана уште таа. Не сака да се раздели од децата, а не гледа излез. Ако ме слуша и гледа татко ми, значи треба да му кажам му благодарам многу, значи за тоа што не ми помогна и ме остави сама на цедила. А тоа исто важи за свекрва ми и за мажот, за мојот партнер. Се надева дека некому ќе му преработи совеста и од и таа и нејзините мали синови ќе бидат згрижени.